Драги посетители, драги гледачи на СДА Кавадарци, ве поздравуваме и добре ни дојдовте на седмото предавање од серијата предавања Вредили да се биде добар. Верувам дека сите кои беа на синокешното предавање разбраа што навистина значи да се биде христијан. Се надевам дека Бог ќе ни даде сила да поверуваме во Него и да станеме христијани онакви какви што тој сака. Пред да го чуеме вечерашното предавање, ќе имаме можност да уживаме во една прекрасна песна со наслов Верноста Твоја е огромна. Поверете. Верноста Твоја е огромна, Боже, и вечна сигурност е во Тебе. Ти не се менуваш ни цела вечност, исти од вчера и ден си Ти. Верноста Твоја е огромна кон мене, секое утро е нов сончев ден. Се што ми треба во милост ми даваш, верен си Ти кон нас, о Боже наш. Пролет и лето и есен и зима, сонце, месечина, звезди горој, и сета природа сведочи вечно, верен и милостив секогаш си. Верноста Твоја е огромна кон мене, секое утро е нов сончев ден. Се што ми треба во милост ми даваш, верен си Ти кон нас, о Боже наш. Прошка за гревот мој во Тебе добив, и сладок мир што ме исполнува. Храброст за денес и надеж за утре, Ти си покрај мене, водител мој. Верноста Твоја е огромна кон мене, секое утро е нов сончев ден. Се што ми треба во милост ми даваш, верен си Ти кон нас, о Боже наш. Верен си Ти кон нас, о Боже наш. Едно прашање. Дали некојаш сте сакале да знаете што ќе ви се случи, што ќе ви донесе иднината? Може би многумина мислат дека животот би бил полесен доколку се знае иднината. Ова вечер темата гласи што ни носи иднината. Се надевам дека сите сакаме да знаеме што Библијата вели и ни зборува за нашата иднина и иднината на целиот свет. Па го поканувам господинот Хајдар Дехран да повели и да ја сподели со нас вечерашната тема. Повели. Драги мои пријатели, еве повторно сме заедно ова вечер на ова место, како што беше најавено. По седми пат во склоп на ова серија на библиски предавања со наслов Вредили да се биде добар. Вчера бевме заедно на ова место и денеска сме заедно тука. И вчера тоа го реков и пак денеска ќе го повторам, топло ми е тука. Убаво ни е тука. Пријатно ми е тука.
А знаете, кога има човек такви услови, пријатни и убави, тогаш и расположението е убаво и пријатно. А тоа многу влие врз расположението, секако. И затоа, благодариме на организаторите кои што се потрудија да имаме добри услови, да можеме и вечерва на ова многу важно прашање што беше најавено од нашиот водител, прашање кое што сите нас не интересира, нели така? Помалку или повеќе, ова прашање од време на време доаѓа на дневен ред. Бара одговор. Зошто? Затоа што сите ние сме љубовитни. Сакаме да знаеме. Неизвестноста не мачи. Неизвестноста не прави да бидеме можда вознемирени. Меѓутоа, кога знаете нешто, да кажам по знаци навода, сигурно ќе се случи, помалку сте вака, нели? Али кога сте во некоја очекување, тогаш се прашувате, па како ќе биде, па што ќе биде, па како да се поставам. Знаете, прашања произлегуваат со еден таков став. А ова книга, една од целите, има повеќе цели, една од целите зошто е напишана ова книга е да ни каже дека има надеж во иднината што доаѓа. Еве ние сакавме со овој слайд прв од неколкуте што ќе имаме прилика вечерва да ги видиме, да ставиме некои слики. Слики кои што имаат своја порака, нели така? И кои што до некаде ни одговарат на ова прашање. Сега пазите, ова прашање што ни носи иднината е комплексно. Можеме сати и сати да зборуваме во разни правци, нели така? Но ние вечерва, како и минатите вечери, ќе одговориме во контекст на големата борба помеѓу доброто и злото. Што ќе се случи со големата борба? Кој ќе биде победник? Што ќе се случи со нашиот непријател? Кој ќе победи во таа борба? Има ли надеж? Ние нешто вчера малку наговестивме, нели така? Али сакавме цело едно проучување, цело едно предавање да зборуваме за ова. Што ни носи иднината? Можам ли без грижи да живеам очекувајќи го она што иднината ќе го донесе? На самиот почеток да кажам, а проучувањето ќе ни потврди да. Можеме со право да кажеме да. Иднината не е неизвестна. А ако се држиме за она што го кажал нашиот Господ. Затоа дозволете ми на самиот почеток, пред било што да отварам од оваа посебна и драга книга, да поделам со вас едно искуство, еден настан, што се случило, кој што настан има своја порака и тесно е поврзано со темата што ние вечерва ќе имаме прилика да ја проследиме. А зашто станува збор? За време на својата прва експедиција, а знаете кога е нешто прво, малце неизвестно, не знаеме, немаме искуство. За време на својата прва експедиција на Антарктикот, ние знаеме какви услови, значи таму постојат, на тоа место, еден поларен истражувач, неговото име е Шеклтон, се викал Шеклтон, отишол со една група своји луѓе на едно своје истражување, меѓутоа, бидејќи беше прво негова експедиција, веројатно добро не се подготвил, се случило да немале доволно храна, а повеќе луѓе, а далеко од своите домови. Кога би останале до крај на таа своја експедиција, животот би дошол едноставно во прашање. И затоа решил да превземе еден ризичен чекор, да ги остави останатите од експедицијата, а тој да се врати назад, да земе доволно количина храна, па да се врати назад кај своите, да ги заврши сите тие работи за кои што отишле и да се вратат назад. Бидејќи немало шанса некој остана да им донесе нешто. И вели извештајот проучениот истражувач поминува преку снежни планини, избегнал многу опасности на леденото беспаѓе и со надчовечки напори стигнал во Јужна Ѓорѓија, каде што нашол брод, како што му бил потребен. И откако се снабдил со доста намирници, се вратил назад во Елефантскиот остров, каде што го чекале неговите тука. И вели извештајот од ненадеж, па тој бил затворен, многу затворен, магл и мраз.
Многу тешко се пробивал да се врати до своите. Меѓутоа, од ненадеж на мразот се појавил една пукнатина која што водила до островот. И тој го искористил тој момент, се вратил назад, ги зел своите кои што биле спремни. Спремни биле, ова е многу важен момент да го пазиме. Биле спремни, ги зел заедно со себе и назад, додека пукнатината се уште тука постоела, тргнале назад и така излегува од тој лавиринт и го спасија својот живот. И така кога биле на тој брод и кога се враќале, Шеклтон постави прашање многу важно за оваа тема што ние вечера имаме на еден од тука, организаторите што биле, на кого му доверил задача да биде тука, додека тој се врати. Прашањето гласи овака: како се случило, пријатели, да бидете спремни, се спакувано на место и само ме чекавте, јас да дојдам да се вратам и заедно да се вратиме назад? Знаете ли кој одговор му даде? Кога прочитал ово ми беше многу драго. И затоа го користам како пример за ова наше вечерашно преучување. Овој човек му одговорил: па господине Шеклтон, вие рековте дека ќе се вратите. Вие рековте дека ќе се вратите. А ние не дозволивме да изгубиме надеж. Се држевме за зборовите што вие ги кажавте. И затоа, кога станувавме од спиење, секогаш бевме спремни. И секогаш мислевме, може би денеска ќе се врати. Да не бидеме ние причина, нели да не чекаш, ние си ги спакувавме работите и чекавме. И ако не доаѓаше, ќе останевме тука. Ама спремни бевме. Зошто? Кога би дошол, да одиме заедно. Ова мене многу ми значило го прочитав, а врзано и со темата што ние еве денеска зборуваме. Ова е една голема илустрација за пораката дека нашиот Господ исто така ќе се врати. И ние веруваме дека тој ќе се врати. И може би приметивте дека на влезот во овој молитвен дом постои надпис, се вика христијанска, ние сме христијани. Адвентистичка, ние сме адвентисти. Црква. Ние сме христијани, адвентисти. Може би ако се уште некој поставува прашање што значи тоа адвентист, Библијата кажува: чекател на второто Христово доаѓање. Ете затоа ние се викаме адвентисти. Затоа што чекаме да се врати нашиот познаци навода Шеклтон. Да бидам јасен со примерот, нели така? Го чекаме нашиот Господ да се врати повтор пат. И затоа можам да кажам дека враќањето, Христовото повторно доаѓање е многу тесно со оно што ние вечер изборуваме. Со големата борба помеѓу доброто и злото. А зошто? Затоа што Библијата кажува: се додека Исус не се враќа повтор пат, големата борба на ова земја се уште ќе трае. Се уште ќе има страдање, нажалост, и проблеми, и маки, и неволи. Меѓутоа, на денот кога нашиот Господ ќе се врати повтор пат, тогаш ќе дојде крај на големата борба. И тогаш ќе можеме да се надеваме на таа надеж што ни е запишана во оваа книга. И затоа ова е радосна вест, ова е блажена надеж за сите оние што го чекаат овој настан. Настан кој што да, означува еден крај, но истовремено означува и нов почеток. Затоа што Господ ќе создаде се ново. И еве следниот текст, следниот слајд, овој текст што ќе го видиме сега ни зборува за тоа. Во еден пророк во Стариот Завет се викал Исаија, книга на пророк Исаија. Тоа е една од најголемите книги во Библијата, една од најголемите. 66 глави, во 65-та, предпоследна глава, во 17-тиот стих, го гледате тука, таму стојат напишано следните зборови. Јас ќе создадам, вели Бог. Кога? Кога ќе се врати повтор пат. Ново небо и нова земја. И многу утешни зборови следните во вториот дел на стихот. И она што порано беше, нема да се спомне ниту пак на ум ќе дојде. Ще да прашам нешто. Има ли некои настани во вашиот живот на кои не сакате да се сеќавате од минатото? Има. Секој од нас има. Кога би имало можност да се вратиме, па некоја гума да земеме што? Па бриши.
да ги немаме во животот. Или да се ме постапиле другачие, за да после тоа сосема другачие нашиот живот би отишол во друг правец. Немаме таква можност. Може би и денеска нешто те прати од минатото што не ти дава мир во твојот живот. И си велиш, ти како не може да се ослободам од тоа? Што да правам? Има ли начин од тоа да излезам? Има. Само кога тој ќе дојде. Големиот. Тој кој ќе дојде. Кога тој ќе создаде ново небо и нова земја. И затоа ова е радост. Чекайте, ние зборуваме за големата борба за доброто и злото. И зборуваме за доброто, нели? Што мислите, каква стратегија по ова прашање непријателот скова? Мислите ќе седи тој со скрстени раци кога зборуваме ние за оваква тема? Не. Тој ова не сака ние да го слушаме, да ни биде јасно. А уште помалку да го разбереме. Не знам дали имавте борба, која требаше денеска да дојдете да слушате. Али тој све ќе направи. Ова да не слушаш. И да не го прифатиш и да не разбереш. Тој сака иднината да ни ја направи што по-неизвестна. Да не гледаме подалек до зидот и ништо повеќе. И затоа превзема чекори со намера да останеме во она што сме. Меѓутоа, тој нека прави што сака. Ние сакаме вечерва да зборуваме за нашиот Спасител, кој што се подготвува да доаѓа. Се подготвува, али не чека. Има ли некој меѓу нас што се наоѓа тука, кој што може би прв пат за ова слуша денес? Може да има? Не. Па како би му било тој да дошол порано, а да нема прилика за ова да слуша? И затоа е текст во Библијата, Господ ќе дојде. И тој ќе го работиме. Ама чека. Чека. Не чека нас да слушнеме. Ако ќе слушнеме, да размислиме за тоа што слушаме. Ако ќе размислиме, да се поставиме соодветно по тоа прашање. Еве, како некои библиски писатели тоа ни го пишуваат, ќе земам две места. Првиот е во Прва Петрова, значи тој апостол Петар, познат во христијанството, Свети Петар, нели го викаме? Апостол Петар, во своето послание, 4 глава, 7 стих, ги кажал следиве збора. А крајот на се е близу. И така, бидете разумни и бдејте во молитвите. А крајот на се е близу. Доаѓа крај. Секој почеток си има и свој крај. И ова планета, и ово зло што постои на планетата, страдањето и неволите, ќе си дојдат кон својот крај. А апостол Павле пак, исто една голема личност по Библијата, нели, ќе ги каже следниве зборови во Филипјаните, 4 глава, 6 стих. Господ е близу. Петра вели крајот е близу, а Павле вели Господ е близу. И вика немојте да се грижите за ништо, туку во вашите молитви бидете истобудни, благодарете му на Бога. Две работи многу ми се важни од овие два стиха што ги прочитавме. Петар вели крајот е близу, Павле вели Исус е близу, Господ е близу. Значи крајот на светот е тесно поврзан со што? Со неговото доаѓање. Нема крај без неговото второ доаѓање. Ама многу важна работа. Бидете будни, внимавајте, молете се. Дојдете во молитвени домови, сака да кажува. Каде ние се молиме? И дома се молиме. Да. А убаво е кога се молиме каде? Вака. И ќе се молиме крај. Да. Да се молиме. И тогаш ние чиниме Божјата волја. Значи, крајот доаѓа кога Господ ќе дојде. Но дозволете ми и ова да го кажам, што мислам дека е и декако важно, пред да одиме понатаму. Што луѓето обично мислат кога размислуваат за крајот на светот? Што обично мислат? Еве јас ќе ви спомнам неколку можни размислувања, па вие кажете дали тоа е така или може би имат уште некои размислувања поврзани со иднината. Значи прашањето е кога луѓето размислуваат за иднината, што донесува иднината, како што и наставот на проучувањето, на што обично мислат? Прво, некои мислат, односно повеќето, ако не и многу луѓе, огромен процент на луѓето мислат на најлошото. Не, катастрофа. Некои мислат дека крајот ќе го предизвика некој терористички напад. Али се случува терористички
teroristički napadi, ne li tako? Pušti me dnevnik i gleda me nekade, obično u Aziji, tamo nekade, Afrika, pa Evropa, teroristički napadi, ne li tako? Drugi pak misla дека некоја атомска бомба можда ќе падне некаде и тоа ќе предизвика сериозни оштетувања на планетата Земја и ќе настапи некој крај. Некои така размислуваат. Само ви нафрлувам идеи што луѓето размислуваат. Пак трети мислат ќе дојде Трета светска војна. Прва беше, втора беше, ќе дојде Трета светска војна и готови сме. Четврти пак мислат дека некој астероид од озгора можда ќе падне, нели? И на тој начин ќе дојде што? Крајот на светот. Слушајте ме внимателно. Сите овие сценарии што ги спомнав, терористички напади, атомска бомба, Трета светска војна, астероиди, можни си. Ние не знаеме. Можни си. Но дали сите овие сценарии можат да го уништат ѓаволот? Може ли атомска бомба да го уништи ѓаволот? Астероид може да го уништи ѓаволот? Трета светска војна да го уништи? Терористички напад може да го уништи? То не може. Тоа е духовно суштество. Не можеш со телесни методи да го уништиш тоа духовно суштество. А се дека тој постои, ќе постои што? Борба, неволи и страдање. Така да овие сценарија може да се случат локално или малку пообширно. Меѓутоа, тие сигурно нема да го означат крајот на големата борба помеѓу доброто и злото. Така ни вели Светото писмо. Нели? Меѓутоа, нешто друго ќе го означи крајот. А ние сега ќе споменеме и ќе покажеме, значи некои слайдови, ќе видиме што ќе го уништи непријателот и како таа борба ќе заврши. Што Библијата за тоа ни кажува? Само да видиме, значи, еден текст, како е духовен писател го опишува тој крај. Мене многу ми се допаѓа овој текст, во една своја книга еден автор многу чита, препорачувам од него да читате исто така, значи тој многу добро ја толкува она што опишува Светото писмо. Има напишано следниве зборови. Големата борба е завршена. Грев и грешници нема повеќе. Целата вселена е чиста. Во целата неизмерна вселена владеат потполна хармонија и радост. Од оној кој создал се тече живот, светлост и радост. Ни сите светови и во бесконечното пространство. Од најмалечкиот атом до најголемиот свет. Се што е создадено, и живата, и неживата природа, во својата непоматена убавина и совршена радост, зборуваа дека Бог е. Го читам овој автор. Навистина, многу добри корисни работи слушам и читам. А овој текст е еден од таквите. Овој текст има за надеж да ни каже дека еден ден на гревот, на страдањата ќе дојде крај. Како што кажа друг вели, ќе дојде ден кога и смртта ќе умре. Да, интересно. Интересно. Обично смртта сите нас, што? Доаѓа во нашите животи, влегува во нашите домови, ги прекинува нашите пријателства, ги разделува мажот и жената, родителите и децата, прави хаос. Непријател Библијата нарекува. Меѓутоа доаѓа ден кога сите ние заедно, ако останеме со Господа, ќе бидеме присутни на погребот на смртта. Ден кога смртта ќе исчезне, ден кога гревот ќе отиде, ден кога непријателот ќе биде уништен. Само тогаш ќе имаме подобри услови за живот. А кога тоа ќе се случи, еве го текстот што сакам да го прочитам. Еден текст од 2 Солуњаните, значи 2 глава, 8 и 9 стих, имаме еден запис, сакам да го прочитам. Тоа е еден од најдиректните текстови кои што ни кажува за крајот на ова голема борба помеѓу доброто и злото. 2 Солуњаните, значи 2 глава, 8 и 9 стих. Вели вака: ќе се појави беззаконикот. Ќе збориме нешто подоцна за тој беззаконик, за тој непријател, символот на непријателот, вели. Ама кога што Господ Исус, значи Исус ќе дојде, Господ Исус него ќе го уништи со духот на својата уста при своето второ доаѓање. Што ќе го уништи непријателот? Христовиот дух. Атомска бомба, Трета светска војна, астероид,
teroristički napad? Ne. Tekstот veli, samo Isus, samo Господ Исус, со своето второ доаѓање, со својата светлост, со духот на својата уста, ќе го уништи. Никој друг. Само тој. И овој текст е многу силен. Ево една слика ја ставив тука, овој уметнички приказ на второто Христово доаѓање. Тогаш тоа ќе се случи. Да, а кога тоа ќе се случи, кога тој ќе биде уништен, ќе се остварат овие зборови запишани во Исаија 35 глава 4 до 10. Да ви кажам нешто. По мене, ова се едни од најутешните текстови што ги наоѓаме во ова книга. Сакам да ги прочитам. 5-6 стиха. Толку утешни, толкова надеж имат во нив, толкова радост да ги прочитаме. А ќе видите. Исаија, отварам 35 глава, читам од 4 стих, па понатаму. Еве што пишува. Кажете им, на оние чие што е срце уплашено. Има ли страх во срцата наши? Неизвестност. Вели, охрабрете се. Немојте да се плашете. Еве го вашиот Бог доаѓа. Сам доаѓа. Ке ве спаси. Вашиот Бог доаѓа. Се враќа повтор пат. И вели понатаму негови текстови. Тогаш ќе се отворат очите на слепите. Тогаш ќе се отвори и слухот, нели, на оние кои што не слушат. А вели понатаму, оној што не може да оди, парализиран, инвалид, од ова или од онаа причина, тогаш вели ќе скокне како елен. Колку убави зборови. Секој од нас поминувал из разни животни ситуации. Но еве го второто Христово доаѓање донесува радост, донесува променета, од корен променета ситуација. И ќе видите оние што не виделе, ќе слушате оние што не слушале, ќе скокат и оние што не може да одат. И понатаму вели, и јазикот на оној што не може да збори, ќе пее. Кога? Ти се пее ли денес? Покрај многуте грижи и проблеми ти се пее? Добро кажал некој, да се насмееме малце вака. Што вели, кој пее? Што вели, кој пее? Зло не мисли. А пак еден друг додал, вели, кој многу мисли, вели, не му допеје. Не му допеје, вика. Многу мисли, вика, што ова, што она. Не му е баш многу допеје, вели. Ама тогаш ќе се пее, вели. Ќе се радуваме. Зошто? Нема е, пријатело. Нема греј, читавме. Вселената е чиста. Све е фино. Нема ниту дамка, флека што викаме од гревот. И затоа ќе пееме. Зашто не пееме? И понатаму вели пустињата. Нема веќе да биде пустина. Понатаму, на крајот има многу такви зборови, и оние што ќе ги ослободи или ќе ги искупи Господ, ќе се вратат пеејки и ќе имат вечна радост над главите нивни. Ќе добиваат уште поголема радост и веселба, а жалоста и воздишките ќе побегаат. Па луѓе, чекајте, може ли некој да ми каже поголема награда од тоа награда што сега ние читаме на ова место? Има ли поголема награда од тоа што читаме? Па за ова треба да се живее. За ова треба да се живее. Не за ништо друго. Луѓето денес се каде ја барат својата среќа. Денеска обложувалниците се полни. И ред други работи. Луѓето бараат брза добивка. Луѓето сакат да му напакостат на друг, за да тие може да бидат радосни и среќни во животот. Меѓутоа, па и да се такви, и да имат све во животот, ништо да не им фали, да не се социјални случаеви, да имат се што им треба. Чекајте, доаѓа ли ден кога ние го завршуваме својот живот? Доаѓа. Што носиме со нас во животот? Во гробот. На тоа 2 на 2, велат некои 2 со 2, па и 2 доле можда. Што? Не, како не, ништо, може, мајне ќе си носиме вака, ќе си носиме чететни книжки, не знам што се имаме таму, нели, ќе си носиме, зашто? Таму ќе тргуваме, таму ќе купуваме. Библијата вели, празни се раѓаме, празни доаѓаме, ништо не носиме на овој свет, а и ништо нема да однесеме. Нели така? Тоа е животот. Тоа е животот. А ова радост ја читаме. За мене, од ова поголема радост нема. И затоа сум благодарен на Господа тако нешто што ни открил. И затоа со право можеме да кажеме ова е најрадостната тема за која што ние вече размислуваме.
Доаѓа крај на злото, на гревот и доаѓа нов почеток. Зато еден човек ќе каже дека многу важна мисла. Месијата ќе дојде, Месија Исус во Стариот Завет, тоа беше главна тема. Месија ќе дојде, проповед на целиот Стар Завет. Целиот Стар Завет зборувал ќе дојде Месија. Ќе дојде, зошто? Ние сме грешни. Ќе не ослободи, ќе умре за нас. И дошол. Кога дошол, сега во Новиот Завет друго нешто се проповеда. А таму се проповеда дека тој дошол, тој бил меѓу нас, бил со нас, лекувал, исцелувал, зборувал, храбрил, тешил, воскреснувал мртви. Значи Стариот Завет зборува Месија ќе дојде. И навистина дошол. Новиот Завет вели тој дошол, сведочи за тоа. Ќе видиме сега текстови од Библијата. А целото Свето писмо, и Стариот и Новиот Завет велат тој повторно ќе дојде. Слава на Господа, скажи. Слава на Господа нека е. Тоа се зборови кои што со ништо друго не можат да се заменат. Тоа е свет кој што нашиот Господ ќе ни го донесе кога многу скоро повторно ќе дојде. Ајде да видиме како Стариот и Новиот Завет тоа го кажуваат, пред да најавиме една песна, уште малку ќе слушнеме исто, уште една песна вечера ќе слушнеме, но уште еден слайд, два можда највеќе, да видиме како Стариот Завет, како Новиот Завет го опишуваат тоа второ доаѓање во пророштва, за да видиме како и ние да се подготвиме. Ако тоа било вера нивна и се надевале, и во таа вера отишли на привремено мирување, ние така го христијани и разбираме смртта, привремено почивање. Не е крај, привремено. Зошто и ние да немаме таа надеж што тие ја имале? Еве го тој текст, значи го вели Месија ќе дојде, проповед на целиот Стар Завет, тој дошол е сведоштво на целиот Нов Завет, дека тој повторно ќе дојде, е славна надеж на целото Свето писмо. Ајде да видиме како е тоа опишано. Прво во Стариот Завет. Енох, еден од првите луѓе, го има видено дека Исус ќе дојде по втор пат, во визија, Бог му открил и се надевал и живеел. И Библијата вели дека тој него Бог жив го однел на небото. Тој не окуса смрт. Да, има луѓе што живееле на земјата горе се. Чудно малце, нели така? Али тоа се случило. Јов, оној за кого сме збориле пред некоја вечер, што вели? Па да умрам. И целата моја кожа да се распадне. Бог ќе стои тука на правото и ќе ми каже: синко мој, ајде, време да станеш. И вели, моите очи ќе го видат. Да, верувал во воскресение, верувал во негово повторно доаѓање. Давид, цар Давид, позната личност, многу позната личност. И вели, еве Бог доаѓа. По псалмите, Псалам 50 глава 3 стих. Доаѓа, вели, со мноштво ангели, со оган, вели таму. И тој верувал за тоа. Цар. Значи ова вест не е само за некој обичен народ. И за цареви, и за богати, Јов бил богат, и за цареви. А Исаија, кој што читавме пред малку, охрабрете се, вели, ќе дојде нашиот Господ. Стариот Завет зборува за тоа, но не само Стариот. Кога отвараме Библијата, рековме дека и Новиот Завет зборува за второто Христово доаѓање. Апостолите Исусови. Па, чекајте, па тие го виделе Исуса Христа. Не морал никој ни им каже како Исус, тие го виделе, го опипале, биле со нив заедно, со него заедно биле. Јован ќе каже: да, дојди Господ Исусе. Својата последна книга ја завршува со молитва, со желба: дојди Господ Исусе, доста ни е веќе од овој свет. А понатаму Јаков, брат негов, односно исто така еден друг апостол кој што верувал во Господ Исуса Христа, напишал една книга во Библијата и тој вели: трпете мене, браќа, трпете. Ки има неволи, ки има проблеми, ама близко е доаѓањето на нашиот Господ. Да, Јаков за тоа зборувал. И понатаму Петар зборев пред малку за него. И тој во своите посланија, две посланија напишал. И таму едно од централните теми е второто Христово доаѓање, посебно второто послание. А Павле, што да кажеме за Павле? 3-14 книги напишал во Библијата. Од тие 66, 3-14 напишал. И на повеќе места тој напишал дека Господ ќе дојде. И навистина тоа е надеж за сите нас. Тоа е нешто што треба да не охрабрува. Но кажете ми, дали другите само зборувале за неговото доаѓање? Што мислите, дали Исус зборувал за своето второ доаѓање? Чекај. Па ако тој не зборувал за своето второ доаѓање, тогаш како ќе им каже бидете спремни? А зашто да бидеме спремни? Па ќе се вратам. Пред некоја вечер кога зборевме за законот, за оние важни теми за кои што Господ дозволил нели цели теми да се зборува за нив,
па и второто Христо доаѓа тука. Матеј 24 глава, Матеј 25 глава, Марко 13 глава, Лука 17-18 глава, поголем дел. Секој евангелие пишува за тоа. И Матеј, и Марко, и Лука. А Јован? Зашто Јован, бар една глава од своето евангелие, не посветува за второто Христо доаѓање? Најмилен ученик, со некој денеска баш учевме за Јован малце повеќе. Тој не се задоволува една глава да зборува за второто Христо доаѓање. И решил цела книга да пишува за тоа. Откривението, последна книга е напишал и целата правецот на цела книга е во второто Христо доаѓање, кога тој ќе дојде. И затоа Исус многу зборувал за своето второ доаѓање. Посредно или непосредно, преку параболи, во разни прилики, со мноштво луѓе кога бил, а и со поединци кога бил. Исус зборувал за своето второ доаѓање. Но јас оваа прилика само сакам да ви прочитам 3 стиха пред потоа да послушаме таа песна што ја најавив од нашите пејачи. Јован, најпознатите текстови во Светото Писмо, што се запишани за второто Христово доаѓање, се наоѓаат тука. Еве што пише таму. Да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Тоа го кажува сам Исус. Многу станови има во куќата на мојот татко. Многу има. Нема број. А да не е така, би ви кажал, ама има. И ви кажувам дека има. И вели, јас одам да ви подготвам место. Како што Адам и Ева не ги создал првиот, него шестиот, затоа што им направил услови за живот. Така и нас. Сака да ни направи услови за живот. Убаво се е. И кога ќе отидам, вели, и ќе ви подготвам место, пак ќе дојдам. Пак ќе дојдам. Зошто? Не можам без вас. Не можам без вас. И јас не можам без вас. Да ви кажам сега. Еве, вечерва, утре ќе замени. Што после? Ќе се разделиме? Па не може тоа така. Треба да се видиме и понатаму. Нели? Да направиме некој план за понатаму да се видиме. Убаво е кога луѓето се дружат. А уште подобро кога се дружат околу што? Една интересна ситуација, ви кажам, ќе се насмееме сега, за еден мој колега, многу ми е драг тој колега, со него последно време сме така заедно, решил да има една серија библиски такви предавања во едно место и ставиле плакати, како што ние ставиле плакати, и едно темите во тие плакати беше еве ќе дојдам. Еве ќе дојдам. Нели за Исуса Христа се однесуваше тоа, и еве дошло дојде да проповеда сето тоа, и дошла една жена, не знам, некое место беше, и така го виде, многу се израдува. Дојде кај него, му даде рака, вели, браво, вели, си ветил дека ќе дојдеш, вели, и ти си дошол, вели, алал нека ти ви. Си ветил дека ќе дојдеш, и си дошол, алал нека ти ви. Леле ми, вели, леле, како ми беше, вели, леле, како ми беше, вели. А ме никој ти лакава, бе, не, вика, ти си ветил, веки си дошол. Готово, завршено. Исус е друг. А Исус, вели Библијата за него, кога нешто ќе вети, тој ја стварува. Исто Петар пишува за него, вели, греф не се најде во неговата уста, греф не се најде на него, ниту пак превара, измама во неговата уста. Што значи? Се што зборува, рече ќе дојде. Навистина ќе дојде. Повелете, отпеете една песна, а потоа ќе продолжиме со вториот дел. Исто интересен, важен. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел ти кај нема, вечно сите живеаш, таму та земја јас ти отишов. Земја знам, кај што се сите сремни, таму вечно живеат, вечали Бог. Ода еден ден тој пат не ме викне,
visoko jako neja, tamo nema plače, tamo ima večerni, najsomniji pesmo, pesme večno zajedno, tamo ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se svi srećni, tamo večno žive ja, bežali Bog, koga jedan nekoj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svoj dom na radostan, ke pojdam ja svoj dom na radostan. Значи да резимираме, пред да одиме на втор дел од тоа проучување. На прашањето кога ќе заврши големата борба помеѓу доброто и злото, одговорот е кога Исус повторно ќе дојде, нели така? А на прашањето како ќе заврши, со Христова славна победа. Неговото доаѓање, неговото присуство, нели така, значи ќе ја осигура оваа наша победа. Но добре се тоа вака. Го знаеме, си чекаме и мислиме дека сето тоа така лесно ќе оди до крај. Почнавме тоа, че го нашавме, но сега малце повеќе да збориме. Како ѓавол ќе се постави на крајот во ова наше време и пред самото второ Христово доаѓање? Дали тој лесно ќе се предаде, ќе каже да, ќе дојде Христос, ќе воспостави нови услови за живот, мене ќе ме уништи и вие ќе бидете радосни, среќни. Никогаш не се да со скрстени раце, но на крај уште повеќе нема да седне. Сакам еден навод да прочитам од еден познат писател по оваа тема, кој што кажува вака, а внимателно ме слушате и тоа ми е многу драго, ви благодарам, да видиме што тој кажува поврзано за ова. Вели, кризата постепено ни доаѓа. Ѓаволот гледа дека неговото време е кратко. Тој ги придвижува сите своји сили што му стојат на располагање, за да може луѓето да ги, под број 1, да ги измами, 2, да ги заведе, 3, да ги задржи во своја служба, 4, да ги замае во се, додека денот на пробата не заврши и додека Христос повторно дојде. Ја вчера реков, пак е повторно. Толку ли луѓе живеат во Кавадарци? И толку ли живеат тоа некои што доаѓале во домот на културата? Само толку има Кавадарци? Зошто? Зошто? Има некој што силно работи да ти и јас ова да не го слушаме. А уште помалку да го разбереме. Но си работи секој ден на работа, знаете, ќе се пробудиш наутро, ќе си одиш на работа, што е нормално, природно и очекувано, нели така? Ќе си завршиш работа, ќе си дојдеш дома, нормално, нели така? Ќе си бидеш со семејството, нормално, сето тоа така треба да биде, нели? Али, кога ќе ти се каже за Бога, за оној кој што дал живот, што ти дава здравје, што ти дава сигурна надеж, па не сакам. Тоа мене не интересира. Зошто? Што не мисли Господ? Читавме првата вечер. Добри мисли има Господ за нас. Да ни даде нешто многу добро, нешто скапоцено, што никој на овој свет тоа такво нешто не може да ни даде. А гледаме сега кој во позадина седи и прави проблем. Сакаш да идеш таму? Ќе видиш сега. Ке ти дојде некој баш тогаш дом. Точно. Така? Јесен. Знам. Со луѓе си ги гледам. Кај баш тогаш се разболе? Баш тогаш го треба да слушам. Борба е. Меѓутоа, верувам дека ако страјаме до крај, ќе победиме. Тој е негов систем на работа. Едни заведува, други едноставно
со нешто друго ги задржува, трети пат сосема нешто трето, со цел да не слушнеме, да не слушаат. И затоа во приложение ќе ви спомнам неколку заблуди што тој ги шири. Врзано за оваа тематика што ние денес ќе проучуваме, накратко ќе ги споменеме заблудите што тој ги шири, да видиме што од друга страна Библијата кажува за тоа. Значи прво ќе се обиде да не дојдеш да слушнеш. Второ, ако се обидеш да дојдеш да слушаш, ќе ти каже, бе не е тоа важно туку. Ако пак види дека имаш интерес да слушаш и понатаму, вели добре тоа што го правиш, но немој сега. Младци ти. На млади луѓе вели, чекај бе пријателе бе. Абе младци ти бе. Абе животот е пред тебе. Чекај малце, оди ваму, оди таму, испробај малце ова, испробај малце тоа, чекај ти таму некаде 50, 60, 70 години го ќе имаш таму пред крајот на својот живот, дојди. И он каже, да, бе, ќе направам така. Ќе дојде 50, 60 години, ќе сака човек пак да дојде. Што вели сакаш? Па вика да слушам. Сега ли најде? А кога си бил млад не си дошол, кога здравје те служело, сега ова те боли, тука те боли нешто, седи си дома покрај внучиња, вака седи си, не мораш сега? Па чекајте сега, немој кога си млад, па немој кога си стар, па кој друг временски период да дојдеме? А што рече пријател првата вечер, прашајте што го постави? Одговорите ми следната. Кога е време најдобро? Сега. Зошто? Што знам утре што ќе се случи? Не ли така? Затоа, еве некои од заблудите што ги шири, само ги споменеме. Прва заблуда што ја шири вели, Христос никош нема да дојде. Никош нема да дојде. И како подкрепа нова вели, подсекојаш така било. Сонцето излегувало, заоѓало, денот доаѓало, вечерта доаѓала. Подсекојаш било такво, така, и за секојаш ќе биде така. Вели, никош нема тој да дојде. Меѓутоа, кој е одговорот? Исус што рече? Еве ќе дојдам скоро. Меѓутоа, на истото тоа место во Библијата, каде што авторот на Библијата ги опишува овие луѓе што ја застапуваат оваа заблуда, дава и следен одговор. Сакам да ги прочитам тука, значи во 2 Петрова, Петар тоа го пишува во своето послание, многу јаки текстови, во 3 глава, 9 стих вели вака: не доцни Господ со своето ветување, како што некои мисла дека доцни, туку не трпи, бидејќи не сака никој да погине, него сите да дојдат на покаяние. Значи не е проблемот до него, што не дошол до сега, него до нас. Затоа што тој сакаго ќе дојде да не види спремни, да не земе со себе. Знаете, на свадба кога одиме, како се тедуваме на цвака, нели? Сега еден пример на цвака. И че се спремам. И знаете, кога си спремен све фино, и ајде со кола и одиме, и многу пријатно е вака спремен. Исус не чека да бидеме спремни. Значи ова заблуда не стои. Ќе дојде Исус. Зошто? Затоа што се што досега рекол се остварило. И ова ќе се оствари. Но сега се трато една друга заблуда шири. Вели, луѓето сами ќе создадат подобри услови за живот. Нема потреба тој да се дојде. Ова е една од најопасните заблуди што се шира денеска. Вели, како што ќе дојде времето на крајот, тие велат застапниците на оваа заблуда, а инспирирани од непријателот, светот ќе биде солидно, идеално место за живење, каде што секој ќе почитува, радост има, нели, ќе цути све. Тоа го приметуваме, нели? Многу цути денеска све. Прекрасно е све, нели? Еве чека имаме меѓу нас и постери, ајде го анализираме квалитетот на животот пред 30 години, пред 20 години, пред 10 години, пред 5 години, пред година дена и сега. Кажете ми, оди животот во една подобра линија, вака подобро е, или оди вака? Побетер. Благодарам. Тоа е тоа. Така е. И библиска прогноза е таква. Како беззаконие ќе расте, вели, љубов ќе оладне, а како е светот без љубов? Прашувам некои луѓе така. Так си ислили нешто, ќе се најдам со некого или продавница како е, мајкјути вика онака. Леле, како иде време, вика, не знам што. Викам како лани, мајкјути вика лани, да беше ко лани. Добре вика. Сега вика, бете. А викам за следево, не прашувај, не знам, ако оди вика по ова темпо кој што оди, готови сме. Дури некој отиш во ова заблуда,
Толково крайно што си рекле, толку ќе ни би дубава нова земја, сами ќе создадеме подобри услови за живот, па нема потреба тој да дојде. Па нема потреба да дојде. Сами ние ќе се воспоставиме услови за живот. А колку се убиваме едни со други? Што си правиме едни со други денес? Толку се почитуваме што подобри услови за живот. Нема врска. Значи, ова не е вистина. Понатаму, трета заблуда, исто многу перфидна, многу вака, значи лукава. Вели, Исус ќе дојде, ама нема да го видим. Како тоа се? Ќе дојде, ама нема да го видиме. Знаете, кога бевме мали си игравме една игра, како се викаше таа? Жмурка, нели? Ми женица, како, зависи како се викаме во одредени места и ќе се криеме сега едни од други. Тој ќе дојде, па како ќе знам дека ќе дојде? Јас знам дека вечерва сте дошли, ме гледам. И вие мене ме гледате, знаеме дека сме тука. Ме тука некои прашања многу интересни. Вели, зошто тајно да дојде? Во Библијата секојаш Господ работи јавно? Ништо тајно. Тајни работи се е карактеристика на непријател. И едно прашање многу важно. Ако Исус по прв пат дошол јавно, што е причината да е по втор пат? Едноставно не дојде исто јавно. И ова заблуда што се шири нема смисла, значи. Во Откривение 1 глава 7 стих пишува апостол Јован: еве вели иде од облаците. Запирка. Ќе го види секој око. Чекайте, колку што знам што нешто гледаме, тоа е видливо. И ова не стои. И четвртата една заблуда што сакам да ја поделам, Исус вели ќе дојде тајно. Исто, слично како ова, али дури се повикува на некои текстови во Светото писмо за стапниците на оваа теорија. На едно место во Библијата пишува зашто денот Господов ќе дојде како крадец ноќ. И некои го земат тој текст и велат: вели, еве вели подкрепа за нас. Ќе дојде како крадец ноќ. Тајно ќе дојде. Па чекайте, во Јован пишува 1:7 ќе дојде јавно. Како сега? Што сака да кажува Павле со овие зборови? Не беше идеја дека тајно, него изненадно. Дали Арамија кога доаѓа во нашите куќи, вака се пријавува ќе дојде? Јасно, а? Да знае да го чекаме вака, нели? Да му посакаме добро вечер. Одлично вечер доаѓа. Нели, доаѓа. Не, изненадно, неочекувано. Кога не очекуваме, еднаш што се случило, само што излегов од нашиот дом, саат време бил. Саат време. Се вративме и имавме што да видиме. Имавме што да видиме. Зошто? Затоа што некој користел што? Прилика, изненадно. А не беше тоа тајно. Други го видов, па ни кажа, го видовме, вика. Па го видовте, викам, добро, ја не го видов. А па го видовме, вика, значи беше јавно. Аме изненадно беше. Да. И ова заблуда не е така, затоа што Исус вели, кога ќе дојде на земјата, ќе видиме после некои текстови, пишува и Матеј 24:27, ќе се случуваат некои работи што никогаш на планетата Земја не се случи. Некои природни феномени ќе се случуваат. Се ќе биде во покрет. И не само тоа, него и мртви луѓе ќе воскреснуваат. А тоа не е баш тајно. Тоа е многу јавно, нели така? Ова се само дел од овие заблуди што ги спомнавме, што ќе ги користи непријателот во последно време, да едноставно ги луѓето заведе и да ги однесе во еден сосема друг правец. Но на крајот ја остави последната, значи, заблуда. Ова се ќе биде подготовка, увод за она што непријателот на крајот, како свое последно средство ќе употреби, слушајте ме добро, многумина ќе заведе. Ова што ќе го спомнам сега, пишува во Библијата. И тоа ќе го користи непријателот во последно време. Да ги измами, па дури и оние што не се доволно утврдени во ова наука. А знаете што е тоа? Библијата кажува за едно можно сценарио, дека самиот ѓавол ќе го емитира второто Христово доаѓање. Самиот ѓавол ќе го емитира второто Христово доаѓање. Всушност, тоа ќе биде најголемото дело, најголемиот проект, што ќе го направи. Ево, продолжение, дозволете ми да ви опишам тоа едно замислено сценарио, реално, библиско сценарио, како сето тоа тој ќе го направи. А зошто тоа да го знаеме? За да знаеме како да се одбраниме.
за да можеме да препознаеме, да го препознаеме вистинскиот од лажниот Христос. Еве што ви известува. Пророштвата кажува дека ѓаволот во последните денови ќе направи чуда. Затоа немојте да верувате во секој чудо. Не Библијата. Чудо ќе има на крај. Но да не бидеме склони брзо да веруваме во нив. Затоа што и тој ќе направи така. Борба вистинска ќе се води. Вели, можеме да претпоставиме дека тој ќе подигне раце горе на небо, ќе направи некој чудо, ќе направи нешто за да може што најнапред? Да привлече внимание, најнапред. Денеска е борба за умот. Да го привлече вниманието. Ако ќе го привлече вниманието, тогаш ќе направи некои други работи. Извештаите велат дека ќе дојде во облик на Исуса Христа, во облик, знаци навода. Ќе се облекува како што тој се облекувал. Ќе зборува како што Исус зборувал. Ќе се поставува така нешто како што Исус го бил на земјата. И еве, како може да би постапил, вика, мир сакани, ќе им се обрати. Не плашете се, јас сум вашиот добротвор, јас сум Месија, јас сум оној кој што може да ви дадам вечен живот. Јас сум искрата ви, јас сваќам вашата желба да донесам вечен мир, универзална љубов на вашата планета. Да го искоренам сиромаштвото, леле сиромаштвото ќе се израдува. 20 живеат, истакно нешто им ќе даде, што? О, не е го, тоа е! Па и нас ке не викат, за ова што знаем. Еве, вие сте зборувале за ова, еве, доаѓа, повелете со нас. Што е до крај? И вели, да го искоренам сиромаштвото, да воспоставам глобално братство, духовно единство, да создадам една религија во светот. Колку примамливо? Много примамливо. И се мислите, сите главни телевизиски емисии, телевизиски мрежи што постојат, CNN, BBC таму, нели така, кога гледате се слуша тоа во Италија, во Рим, во Америка, во Германија, Франција, во Австралија, во Африка, Азија, Европа, насекаде се пренесува. Кога гледаме на телевизија, го гледаме едноставно на интернет, на сите места, тоа се случува. И еве понатаму што пишува. Во завршниот чин на големата борба, нели така, лично Сатана ќе се прикаже како Христос. Луѓето, верните од црквата, долго тврдели дека го чекаат Спасителот. И тој тоа го знае дека ние да го чекаме. И тој знае денеска дека ние го слушаме. Да. Меѓутоа што се случува? Сега големиот измамник ќе создаде впечаток дека Христос дошол. Во разни краишта на светот ќе се појави меѓу луѓето како величествено суштество, онака како што Јован во Откривение го опишал. Многу со добри слики. И вели, славата што ќе го обкружува, ќе го надмине се она што кога и да е смртно око видел. Дали паѓаме по некој што гледаме? Ќе дојде време, ќе бидеме пред избор. Дали веруваме на своите собствени очи што гледаме, или на оно што сме научили од оваа драга книга? Не знам дали некој што живот од некој ве измами. Много е лошо тоа чувство кога ќе видим измами. Некој ќе не превари. Непријателот тој ќе го направи во последно време. И уште нешто, еве. И вели, низ воздухот ќе се разнесува триумфна победа. Христос дошол! Христос дошол! Народот ќе паѓа ничком пред него, обожавајќи го, а тој ќе ги подигне рацете како што Исус тоа го правил и ќе почне да ги благословува. Биете благословени, биете благословени, биете благословени. Да. И вели неговиот глас ќе биде мек, придушен, ама мелодичен. Со благ и чувствителен тон ќе изнесува некои прекрасни небесни вистини, што само Исус ги кажувал. Ќе лекува болести кај народите и ќе тврди дека е Христос и дека дошол да го промени законот. Еве, каде ќе можеме да приметиме сега дека тука нешто не е во ред. Ќе сака да промени тоа што Господ еднаш го дал за секогаш. Ќе му сметат некои заповеди од законот, посебно некои заповеди од законот, ќе му смета. А ние знаеме, учевме пред некоја вечер, кои заповеди многу му сметаат. Нели така? Многу му сметат некои заповеди. Сите ги мрази. И за секој ќе станува, а некои посебно. И вели, дојдов да променам, дојдов да изменам. Да. И ако некој не го слуша тоа што јас го кажувам и се држи за своето, ако
misli na oni što se držat celostno na Библијата, на нивки мисли, кои ги зборови, вели, ќе добие проклетство. Божета зашта ќе тргне од нив? Ќе се тргнем од нив јас. Само ќе ги благословам оние што сега оние што ме слушаат. Извештаите велат, огромен број на луѓе ќе дојде да ме слушаат. Огромен број на луѓе ќе паѓат на своите колени и ќе кажат, еве го Спасителот. Еве го нешто сме го чекале толку време, толку денови. Да, со здраво почет дури ќе бидат. Болните своји ќе ги донесат да ги лекува. И велат извештаите последна реченица, ова превара ќе биде скоро неодолива. Скоро неодолива. И да ви кажам само нешто. 100 години, не кажам 1000, 2000, 3000 години се спрема ѓаволот за ова. Но знаете што е радосна вест на се тоа? Сакам да завршам на крајот сега со тоа. Радосна вест е оние што се држат за оне што пишува тука. Божиот народ е наречен. Нема да биде прелажен. Нема да биде измамен. Нема Господа дозволи, ако ние навистина сакаме да бидеме со Господа. Нема да биде измамен. Да. И вели извештајот, но Божиот народ нема да биде заведен. Само оние кои ревносно го истражуваат Светото писмо. Треба да познаваме. Пазете, како оне банкерот ја препознава она лажна пари? Нели има денес, се штампат пари овака. Како? Што тој познава? Една работа само познава и доволно му е, што? Да ги познава останатите. Што познава? Оригиналот. Кога го знаеме оригиналот, многу лесно да знаеме како изгледа фалсификатот. И затоа положение на крајот. Ајде да видиме како Библијата го опишува, кои настани ќе се случат при самото второ Христово вистинско доаѓање, на библиско. За да можеме да направиме споредба со ова второто, за да не подпаднеме под измам и да не биде криво. Нели така? Затоа еве на крајот ќе ги споменеме овие неколку работи врзани за второто Христово доаѓање. Прва работа. Извештаите ни кажуваат во Дела на апостолите 9 до 11, прва глава. Исус ќе дојде дословно, лично, видливо. Истиот Исус кој што и отишол од оваа наша планета. Еве ќе ги читам тие текстови, значи запишани во Дела на апостолите 9 до 11. Еве ова е последниот дел, одиме и самиот крај. И вели, бил Исус учениците, нели на земјата, завршил своја мисија, бил распнат, бил положен на гроб, во саботот бил во гробот, недела воскреснал и после своето воскресение Исус бил 40 дена меѓу луѓето. Им се открил на своите ученици. И после 40-тиот ден дошли на едно место и тука од тоа место се вознал горе во небото, слично како на сликата што тука ја гледаме. И учениците сега жалостени. Не е со нивниот учител. Бил со нив 3,5 години, заедно сметеле. И сега оди, вие знаете, ви се разделите со некого, малце не ви е баш пријатно. Бог оставил двајца ангели тука, облечени во бело, пишува, дошле да ги утешат учениците. И им рекле, луѓе галилејци, од Галилеја биле, што стоите и гледате на небо, вели? Овој исти Исус, исти, како што оди горе, вели, така ќе се врати доле на земјата. Отишол на облак ќе дојде. Лично, буквално, тој истиот Исус. Тоа е прва работа. Ова ѓаволот ќе покуша да го емитира, нели така? Ова донекаде ќе ни помогне, но можеби не целосно, ама другите текстови што сега ги читаме и другите настани што ќе се случат, ќе ни помогне да го разбереме оригиналот, вистинското доаѓање на Исуса Христа. И затоа втора работа што се споменува на страниците на Светото писмо, дека тој ќе дојде видливо. Значи прво лично, нели лично, истиот буквално и видливо. Реков во Откривение 1:7, еве идеот, облаците ќе го види секој око. Јавот не ќе може секој да го види, а него секој ќе го види. Тој ќе остава печаток да го види секој око, ама него секој око ќе го види. И ова донекаде ни помага, нели така, дека ќе дојде Исус јасно видливо. Меѓутоа третата работа исто така многу јасна, многу важна. Вели извештајот дека Исус ќе дојде, ќе се слушне тоа. Многу ќе се слушне. Ајде ги читам тие текстови, многу ми се драги, во Матеј 24 глава, 29 и 30 стих ни кажуваат, еве ги читаме,
И вела тие промени што ќе се случат, вели, после тие неволи ќе се случи со сонцето нешто, со месечината, и вели, тогаш ќе се покаже знак на Синот човечки на небото. И тогаш ќе плачат сите племиња на земјата и ќе го гледат Синот човечки како иде од облаците. Секој текст во Библијата што зборува за второто Христо доаѓање враќање, негово е врзан со облаците. Со облаците. Да, тој е негов преводно средство. Како ќе дојде Исус. Со облаците. И вели многу важно се понатаму. Со сила и со слава голема. Исус нема да дојде како бебе, како прв пат што дошол на земјата. Со сила и слава голема. И сега понатаму. И ќе ги испрати ангелите своји со голем глас на труба. Ке се слушали неговото доаѓање. Ние што бевме во војска вака, за да не собере на едно место што се пушта обично таму на разгласот? Една труба, нели така? И една труба, кај се слуша? Чекајте, а на една свадба, колку инструменти има? 3, 4, 5. И кај се слуша една свадба кога се свире? А мноштво ангели и секој по една труба, што тоа ќе биде? А мртов човек тоа ќе стане. Толку чујно ќе биде, толку величествено тоа ќе биде. Толку ќе биде нешто што навистина не можеме да го пишеме. Тоа ѓавол не може да дитира. Мртви ќе воскреснат. Мртви ќе воскреснат. Това е нешто многу важно. Но Исус, и ова го знаеме, ќе ги испрати своите ангели да ги собера. Тоа лично нема да стапне на оваа земја. Многу важен елемент. Ќе ги испрати своите ангели. Тие тоа ќе го направат. И ние со него ќе се видиме на небесните облаци. Така вели Библијата. Така се рече Библијата. И оно што пишува и тоа треба да го кажеме, нели така? Понатаму еве го тој текст, го спомнавме, еве една слика. Каква прекрасна слика. Да ја оставиме слика тука да види. Ова преди се остра, мене многу ми е драга. Але ова слика многу наскоро ќе ја видиме на небесните облаци. Прекрасна слика, величествена. А избројте ги ангелите, ме молам, колку си вака. Колку ги има? Безброј ангели. Ете тоа ќе се случи. Исус, нешто што човечко око досега не видело. Толкова бавина, толкова светлост, толкова радост. Нема никој ти каже, еј, пушти телевизија таму да гледаш. Отвори таа интернет страница. Не, све ќе се гледа. Све. Така Исус ќе дојде во голема сила и во голема слава. Но, она што морам да го кажам сега. Исус ќе дојде многу изненадно. Многу изненадно Исус ќе дојде. Вели библискиот текст, а за денот и часот на неговото доаѓање никој не знае. Нема дата. Никој не знае. Не се замислував некако пати. Ма не сте Исус дојде зборува вака сега, значи, за нова година. 31 декември, вака, тука некаде пред 12. Колку луѓе спремни вака ќе биде? Ќе слушат труба тие, нели? Ќе слушат труби. Ќе мислат песна од некој кафена таму. Обично тука се најспремни да доаѓа. Нели? Може да се случи. По секој време, немаме датум, ама ќе дојде. А но што е најважно на крај, ќе има две категории на луѓе. Кога би ја сакал како човек, камо ли Бог, кога би сакал да се недат луѓето во она категорија која што ќе биде спремна. Ова слика ни кажува за она категорија на луѓе која што ќе биде спремна да го дочека својот Господ. И пише во Исаја 25 глава. Исаја многу зборува за неговото доаѓање. И вели, и во оној ден, славниот ден на неговото доаѓање ќе речат: ете го, тој нашиот Бог, во кого се надевавме, тој ќе не спаси. Тој е Господ, во кого се надевавме, ќе се радуваме и ќе се веселиме за неговото спасение. Ветил и дошол, нели така? Ова е групата која што Библијата ја нарекува подготвени, спремни, кој што сериозно, многу сериозно разбрале кога слушнаме. Како што и вие многу сериозно разбрале. И тука сте и благодарам уште еднаш колку внимателно тоа го слушате. Подготвени. И Бог би сакал да бидеме во оваа категорија, за разлика од оваа категорија на луѓе, кој што Библијата нарекува неподготвени. Да, утре повеќе, ја би ве замолил утре последно проучување. Утре ќе биде шлак на сето она што досега имавме пред да го кажеме. Да повелете исто така утре во 18 часот да збориме
Како да избегнеме ова категорија на луѓе, кои што ќе гледат горе, ама со какви лица? Какви се лицата тука? Радосни, среќни, насмејани, жалосни. А вака добро облечени, не се некои... Тоа се пак добри луѓе вака се гледа. Ама неподготвени. Бог не сака да се најдеме во ова категорија на луѓе. И го тој текст. Ја го гледам тука Исуса како со рака на мене да покажува вака. И вели, а за оној ден и час никој не знае, ниту небесните ангели, ниту Синот, а само мојот татко. Зато и вие бидете готови. Зашто Синот човечки ќе дојде во час кога? Не мислите. Кога не мислите. Тогаш тој ќе дојде. Дали ги приметувате сказалките вамо? Поданова слига сказалките на обичат да вртат. Отидо малце подалеку ти отидоа. Многу е близко неговото доаѓање. Исус покажувајќи со рака сака да ни кажува: потруди се да бидеш во ова категорија на луѓе. Потруди се да бидеш меѓу овие кои што? Која е разлика меѓу оние кои што имале поглед вака и се сокриле од овие кои што вака? Ја би сакал да се најдам во ова категорија на луѓе, кои што подготвени ќе бидат. А ако имаме таква желба да бидеме подготвени, тогаш да се радуваме и заедно со апостол Јован, кој што завршува Библијата со зборовите: дојди Господи Исусе, и вели да, ќе дојдам скоро. И неговите зборови после биле: ами, вели да, дојди Господи Исусе. Сите ние што имаме ова надеж, надежта да биде подобар и поубав свет. Кога нашиот Господ ќе дојде, повикам да станеме и да упатиме завршено.